Филип Ангеличин Жура, од Охрид. Секако, професија сум дипломиран историчар на уметност и археологија, иако се бавев со таа гранка на културата само во првите 10 години и потоа направив еден свич во друга гранка во културата, а тоа е менаџирање на театарски представи, стендап настапи и секако организирање на голем број концерти. Пресвртница беше возобновувањето на бендот Мизар, кој што побара од мене да им организирам концерт и тоа беше 2008 година. И некако тогаш заплови во тие организацијски води, па од тој момент навака сум организирал преку 30 на концерти, може да кажам, нема македонски бенд кој што не сум го договорил, не сум соработувал, почнувајќи од нашите Хартвест охриѓаните преку во поновно време Фанк Шуи, секако на неколку пати Новиот почеток, Флукс, културно-уметнички работници, Бернес пропаганда во почетоците и многу други бендови. Аларм за жал не доживе издание, па дури првото и второто издание на кој што работев дел организацијата имаше размак од 8 години, 2002 беше и 2010. Во тоа време бевме први, значи бевме пред Екзит 2002 година, кој што направивме Open Air фестивал. Ако сега продолжевме, ќе бевме многу подалеку. Значи секоја една нормална држава има не еден, неколку Open Air фестивали. За жал ние тука немаме. Кирал сцена ја направивме заедно со колегите од театар, поддржани од директорот, со Николас Острезо, за првенствено и за одигрување мали камерни представи, меѓутоа да биде еден алтернативен простор кај што ќе можат млади неафирмирани, толку афирмирани бендови да настапат. Добро живееше, значи меѓутоа пандемијата го направи своето. Знаете дека доскоро со протоколите беше скоро невозможно да се организираат на затворено вакви настани, се надам дека кога се ќе дојде вред повторно ќе го заживееме тој простор. Секој еден организиран концерт така остава зад себе еден белег, една трага. Не би можел да издвам. Ако веќе треба, би го издвоил концертите на Брод, првиот на Новиот почеток и на Хартвест и Флукс, само заради специфичноста на вењето, на настанот. Значи, тоа беше прв организиран концерт во историјата на македонската рок, па воопшто на Македонија, на сета музичка сцена организиран на Брод. Во тој дел сме пионери во Македонија, слободно можам да кажам, бидејќи на почетокот и останатите комичари кои што започнаа со таа работа полека ја напуштија таа професија. Остана Николе, благодарение на него веќе имаме и цела стендап екипа од Охрид кои што слободно дечките газат веќе насекаде во Македонија. Веќе оваа година сме во завршни договори за лајнапот за четвртиот комеди маратон. Ќе биде неколку стеџови, секако не сме се заборави најдобриот стеџ за комедија, тоа е Джез ин Охрид. Меѓутоа ево започнуваме веќе втора година и на Брод Армада, кој што ланската шема, ланскиот рецепт се покажа како доста успешен, бидејќи е интересно, добиваш две задоволства и смеење и добиваш едно крстарење што многу ретко мислам дека чино некои охриѓани го прават тоа.
Иако се водиме за прилично млад театар, така веќе ова е 11-та година, да, лани беше юбилеот. Имавме во првите неколку години мисија беше како да ја навикнеме публиката повторно да доаѓа. Тоа не станува преку ног, секако треба да пласираме и да речам и комедии, но и повеќе покалорични представи за публиката повеќе да почне да ги учи жанровите да доаѓа. Сами мислам дека викаме имаме добар успех со изминатите неколку години со одлични представи, одлични режисери се представија. Тука кај нас ансамблот е феноменален. Да, стагнираше 2 години ради добро познатите услови на пандемијата, меѓутоа ево сега и со последната представа енергични луѓе кои што минатиот викенд имаше премиера. Мислам дека сме повторно хити, дека луѓето треба што почетат да доаѓаат и да го посетат театарот.